Добре дојдовте во 50-та јубилејна емисија Акцент. Ви благодарам што изминатите 50 седмици бевте заедно со нас и со се она што ви подготвувавме како содржини за се она што беше актуелно во Кичево и во регионот. Во ова 50-то издание на Акцент, почитувани гледачи, на почетокот ќе го проследите разговорот со господинот Марко Јовески, кој што е еден од организаторите на летниот културен центар, односно проектот Кита, каде што со повеќе забавни содржини изминатиот викенд започна токму овој проект кој што истите тие ентузијасти кои што го организираат сакаат да го заживеат токму Китиното кале и со тоа голем број на кичевчани да можат цело лето и да го посетуваат. А во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе се потсетиме повторно на она интересна сторија за познатото Вовче Ќиро од Кичево и оној разговор што ние го имаме направено со еден од историските личности кои што се поврзани токму со ова Вовче Ќиро од Кичево, а тоа е господинот Мазлам Исеини. Акцент започнува. Следете не. Кичевското Китино кале полека почнува да заживува со повеќе културни настани. Во организација на повеќе ентузијасти од Кичево, меѓу кои и од невладината Визио, синоќа беше организиран летен културен центар Кита, од каде што истакнуваат дека ова представува одговор на потребите за култура, социјален живот, настани, креација и слободна зона и ќе организираат настани цело лето. Полека, но сигурно, Кичевското Китино кале почнува да заживува. Се најавуваат голем број на активности токму ова лето, а како оние први активности кои што, слободно да речеме дека можеби ќе дадат и еден чекор плюс кон се она што во минатото значело Китиното кале и го посетувале кичевчани, меѓутоа и сите оние други посетители на градот Кичево, се одвива во моментов токму еден таков културен настан кој што како што реков и на самиот почеток, веројатно ќе успее да ги заживее сите оние културни настани кои што и во минатото се одвивале токму на ова место. Главниот иницијатор за вечерашниот културен настан овде на Китино кале е господинот Марко Јовески. Господин Јовески, насловот е Летен културен центар Кита. Ова Кита е токму по самиот назив на нашето кичевско кале, Китино кале. Добро вечер и кажи ми што точно ќе се случува вечерва на Китино кале. Здраво и вас. Да, називот на овој објект позади нас, односно напуштената руина уште од 90-тите години, преку која со ова наша иницијатива почнавме да ја уредуваме и да ја оплеменуваме. Значи, од еден објект кој бил напуштен уште во 90-тите, кој служел сега во моментот, сакаме да преку оваа наша иницијатива да го племениме и да го ставиме во функција на јавно добро, значи да биде отворен за сите граѓани, да биде место каде што ќе биде центарот на одредени културни случувања во градот, нели сите постарите генерации повеќе се сеќаваат дека Китиното кале било центар на културниот и социјалниот живот некогаш во Кичево. Ова иницијатива значи еден обид да барем некој дел вратиме од тоа што некогаш било Китиното кале. Се надевам дека ќе се приклучат уште многу граѓани, ќе помогнат волонтерски да успееме во оваа наша иницијатива, затоа што навистина Кичево има едно богатство како Китиното кале, кое треба да го користиме за сите нас. Тоа ни припаѓа на сите нас, граѓаните, и треба да биде во функција за самите нас, да креираме тука, да создаваме настани, да создаваме култура, да ги негуваме вредностите, да создаваме едноставно позитивна клима и да си го подобруваме квалитетот на живот во нашиот град. Летен културен центар Кита. Гледам тука дека имате
убави фотографии кои што се од историјата на Китиното кале. Освен таа изложба, што друго вечерва ќе прикажете? Освен изложбата на фотографии кои ги најдовме, датираат од 60-тите, 70-тите и 80-тите години, кога Китиното кале навистина бил центар, како што кажав, на културниот и социјалниот живот во градот. По програмата имаме вклучено презентација на Каин, таа една група, алтернативна група од Кичево, која веќе е во подем и на национално ниво. Ќе презентира неколку песни од нивниот деби албум, пред самата промоција на албумот, така да нема да го презентираат цел албум, ради да не откријат пред официјалната промоција, но ќе биде добро да ни раскажат уз музика како се одвил тој цел процес, како работеле да успеат и да постигнат некое солидно ниво. Потоа имаме проекција на документарец, се работи за Дейвид Бови, 5 Years, документарец кој ќе почне од 9 часот, се надевам, спремни сме, поставени, се надевам ќе има интерес да погледнеме еден добар документарец за една музичка легенда. Подоцна ја завршуваме со изложбата и продолжуваме со едно журче кое ќе биде опуштено за да си продолжи дружба меѓу младите, старите, кои да е по старите генерации, едноставно да во една добра атмосфера да овој ден да го значиме како почеток и како почеток на иницијативата за враќање на културниот живот на калето. Повеќе ентузијасти од Кичево се вклучени во моментов околу заживувањето на Китиното кале. Пред 10 дена тука 2 годишнина прослави Планинарското еколошко друштво Ендорфин од Кичево, а мора нели тука да ги споменеме и членовите на неформалната група Вреди да си од Кичево, кои што исто така дадоа свој допринос со дел што има еколошки акции, поставија и клупи и така натаму. Спомена дека ова ќе биде од ваша страна еве како прв чекор, како прва иницијатива за ваков тип на настани и споменувате дека тоа ќе продолжи и во текот на целото лето. Што еве да очекуваме понатаму во текот на наредните месеци ова лето? Дали можеби ви се испланирани и следните активности? Да, имаме концепт по кој ќе се движиме, а тоа е дека секој кој е заинтересиран да организира настан, било дали да е од област на музика, дали било да е изложба, проекции на филмови, летно кино, и каков и да е тип на настан, сме отворени за соработка. Местото веќе има добри услови за реализација на такви настани, така да ќе соработуваме со сите граѓани кои се заинтересирани. Едноставно, нели, како што споменав, и објектот е јавно добро, така да се надевам дека ќе успееме да привлечеме едноставно и самото кале би требало по самата природа и со тоа што неговото значење да привлече многу посетители. Така да имаме некоја одредена програма која повремено ќе ја реализираме. Сето тоа ќе биде во текот на летово, бидејќи објектот си е така отворен како што си е, само е оплеменет со одредени работи на него. Морам да спомнам дека премногу труд се вложи од посебно од средношколци кои се занимаваат со цртање. Премногу труд се вложи од граѓани кои дојдоа да помогнат секој на свој начин колку што може. Така да ќе продолжиме со однос со одредена културна програма за ова лето и таа културна програма ќе ја надополнуваме со идеи од граѓани кои ќе можат слободно да си реализираат свој настан тука, како што нели и напомена преска дека местото е слободно, максимално слободно за користење и ние сме максимално спремни да помогнеме, да соработуваме со какви да е групи, индивидуалци кои сакаат да реализираат одредена активност тука. Марко, ти благодарам, ќе ти посакам многу успех во вашите активности и се надевам дека можеби по 50 или 100 години,
како што сега вие ги изложивте фотографиите од 60-тите години на минатиот век, така можеби еден ден и ова ќе биде историја и овие активности и ќе се паметат и ќе се раскажуваат. Се надеваме дека сме на прав пат, дека почнуваме една добра работа, една добра иницијатива која ќе значи една позитивна промена во Кичево. Како што гледате, јас сум многу радосен, а и сите тука се има една пријатна атмосфера од иницијативата и се надеваме дека ќе ни се приклучат и институциите. Морам да апелирам дека треба да ни помогнат. Сепак ние сме невладина организација, Визио, која го правиме ова со поддршка на Фондацијата Отворено општество, но сепак невладиниот сектор може сам до некаде, но кога се работи за вакво место и ваков тип на проекти и активности, апелираме за една коректна поддршка од институциите, барем во делот на екологијата, барем во делот на чистење и одржување на калето, каде што ние не можеме да престигнеме да тие ни помогнат. Ви благодарам за поканата за ова интервју. На вчерашното издание на Летен културен центар Кита беше представена изложбата на фотографии Китиното кале низ годините, а со дел од своите песни се представија и членовите на кичевската група Каин. Присутните ја проследија и проекцијата на документарниот филм за Дейвид Боуи, а настанот заврши со техно журка на DJ Robotniks. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе ви ја представиме една, навистина можам да речам, легенда тука од Кичево. Станува збор за познатото Вовче Ќиро, кое што стои овде како едно сеќавање за некои времиња кога овој воз навистина и сообраќал и се движел низ Кичевијата. Мој соговорник во овој Акцент ми е еден жив сведок кој што ќе ни каже и ќе ни раскаже за Вовчето Ќиро. Мазлам Исеини е тука до мене. Господине Исеини, вие сте живиот сведок кој што може да ни ја прераскаже вистинската, можам да речам, историја за ова Вовче Ќиро. Какви ви се спомените? За Вовчето Ќиро има многу спомени да се каже. Оти возот Ќиро работил од 1915 година па до крајот на 1966 година. Во Вовче Ќиро може да се каже многу историја. И многу и бил заробен, а бил и обновен. Не бил исфрлен. Ова мало Вовче Ќиро во 1915 година требаше да се гради за превоз на војници и војни материјали дотур за Солунски фронт, војска и војни материјали. И првата пруга на овој мали воз требаше да се гради од градско Титовелешко до Битола за дотур војни материјали и војска за Солунски фронт. Другата пруга што треба да се гради, тоа е најтешка пруга и најдолга, од 1916 година од Ѓорче Петров па до Охрид. Таа пруга била многу и се вика, понатака ќе кажеме, еве книга кажува, се вика крвава пруга. Ова пруга големи спомени оставил и сеќавање, што треба као мене некој често пати да се сеќат на опруга. Ја прво во Женицата примено 1959 година, а со малиот Вовче како дете продав круши и јаболки во селото и многу бев интересиран и на машиновоѓите и на ложачите ги молив да ми кажуваат делоите на ова локомотива. Абе мали, шта ти треба да види дека сме прљави. Сакам ја да бидем прљав, дојде време ја го сакам овој воз. И ме научиле све и сите од игла до локомотива му знам делоите на овој мали воз. И долго треба да се каже, во првите светски војни во тоа време германците и бугарите инженери решиле да направат ваква пруга 060 се вика од градско
Градско било најмодерна железничка станица во Македонија во тоа време, а 20 години имам служен во таа станица. Таа станица е сега направена, ама nije тој проект што бил порано. Ипак е добро, има двособен стан долу и канцеларија за шеф и за отправник на возови. Ја тука служив како отправник воза Црвен капа. Примач и пуштање возови. И после го направиле германците и бугарите од Градско преку Росоман па покрај Црна река влагаше линијата покрај Дреново Кавадарчко и влагат во село Вареш. Во селото Вареш германците и бугарите тука многу се задржиле ради тоа што ги чека една голема карпа и тука треба таа карпа да се минира и да се проваѓа таа карпа со еден тунел мал околу 50-60 метра. Кога се иде магистрала према Прилеп и Битола, тука има и споменик паднати борци покрај патот и на лева страна се гледа тунелот. И кога се провија таа карпата и возот придружава нагоре према Бела Водица, Прилепско. Од Бела Водица, Прилепско, треба да се гради мост. Во тоа време немале време да градат железни мост, све беа дрвени мостови и да се качи према Плетвар околу 35-6 промила успон. Надморска висина околу 980 метри. И се спушта на цик-цак надоле према селото Лениште и влага во сред градот Прилеп. Од градот Прилеп продолжава по стариот пат, иде за Битола. Другата пруга, што рековме преска, треба да се гради од Скопје, од Мала станица до Охрид, а прибидејќи во тоа време немале и шини, а сите германците и бугарите и доведеле овој локомотиви и шини од Германија, од градот Касел. Вакви локомотиви може да донеселе околу 20 на локомотиви и пругата почнат да се гради, а градење на пруга го градат заробеници. Грците највише имал руси, имал највише и срби, и имали и нешто и албанци, а највише имал ови грци. Пругата се одвива многу тешко, каде што заробениците немале што да јадат, што да пијат. Едини бил една матична станица што се месело леп во Гостивар. И тие со една локомотива иделе зеле храна да ги снабдат ови заробеници. Заробениците имале право да јадат кило пченкарен леп и 2 суви сливи. И секој ден имало срадање и секој ден бугарските стражари под команда на германците го гледат со оружје и со пендреци врака да не се запушават. Пругата да се вработи што побрзо. И многу пати беа претепани и закопани живи, секој прак во тоа време во железницата имал човек закопан. И затоа се вика ова крвава пруга. Ова го толкуваат, еве га Катерина Гогова, Мјал Апостолски, директор и социјална политика во тогашно време и Љупче Пеовски, Драголюб Љупче Пеовски е од Кичево како првоборец. И други има што го толкуваат ова книгава. Ова книга излезена од ЖТП Скопје и издадено 1968 година. Со возот сум поврзан и многу сум го сакал како дете. Стално иде во железничка станица во Туин. Имаше тука еден испраќач на возови, се викаше Нешат Јусуфи. Абе Нешат, кажи нешто, ја имам мерак на овие возови. Абе шта ти требате? Не, реков, кажи ми, шо е ова, реков, шо е врти сега? Ова е скретница, каже. Зошто возот свираше таму пред станица? На 200 метра, каже, има еден сигнал, ме викат мене да излазам да го чекам возот и да газим на скретница. Оти еден минувач кој ќе замине, натака може да го отвори и да го остави на пола, а возот паѓа, а ја одговарам. Фала што ми кажавте. После ми интересира, бре,
ова локомотива колку вагони влече, колку е тешка. Ова локомотива е тешка околу тон и пол рече. А класите се околу 500-600 кила една класа. Колку патници влече, колку тона? Влече до 34 тона рече. И добро реков, ова дизалица што ја носите тука реков, колку тона рече крева? Таа крева околу 20 тона. Таа дизалица стоеше овде обавезно, а тамо па беше овај црево што се пушта во резерва, земаше вода. Каква вода реков доваѓа? Водата доваѓа од цилиндри. Ова е цилиндр за чумур. Другиот цилиндр е за вода. Тамо има три славини. Кога ќе дојде во трета славина, водата се затвара и казан е полн со вода. А овој казан е со 30 цевки внатре набиени, како зид, тие свара температура. Од таа температура ложач е дужен да води сметка да има до 10 до 20 атмосфера во загреена локомотива. И кога се загрее локомотива, и тоа машиновоѓа тамо ракуе со машиновоѓа, ракуе полека, посилно и према временските прилики, према теренските прилики. Тамо има ревизор за враќање локомотива напред и назад. Заборав преска да кажам, кај машиновоѓа тој е регулатор се вика. Регулаторот од овој pomoćni ventilni, главни вентили, исто како кола, издувни и усисни, имат и доваѓа таа пареја до двата цилиндри овде што имат доле и главна штангла. Главна штангла према пареја дават отпор. Кога дават отпор со овој помоќните штангли, возот го крева. Полека, посилно си водат така. Ложачот има задатак едноставно чумура. И тој чумур бил најдобар чумур со голема калорија од Германија. А потоа, кога овој воз бил на многу пати заробен, али бил и обновен. Им требала на војска, како германците, како бугарите и како на србите и како на партизаните. Потоа, може да кажеме, во вакви возови многу се движеле. Во послободување во време комунизмот, начело со другар Тито, овој воз голема авторитет добил и големо значење и големо искуство. И во тоа време патниците иделе слободно од Окриско, од Копачка, од тие крајви, да иде да учат школо, се развиеше и трговијата, се развиеше занаатчиството и све. Овој мали воз бил цар во Западна Македонија. И затоа овој воз останал тука, како мене треба многу пати да се спомне. Jer ovde јале леп преку 1000 желничари од Скопје до Охрид. Сега сме влезели во кабина на ова локомотива. Ова локомотива е изграден 1917 година од градот Касел. Еве пише тука, број серија 99 04 04, кажува дека има 4 осовини. 025 кажува дека серија на ова локомотива. Ова локомотива највеќе брзина имаше 10 км на равен пат, околу 20 км. Патнички воз беше малку по-брз, ама брзината толку му беше. Овде кај што стоим ја, овде стоеше машиновоѓа. Машиновоѓа ракуеше со овде регулаторот на брзината. Овде стоит. А овде стоит и ревизорот. Ревизорот што враќа локомотива назад и шалтуе напред. А кај ложачот стои рачна кошница, пребидејќи немале тоа воздушни кошници, све било рачно. И едноставно ложачот влече вода да крене пареја. Ова машина мој давојте зор заман и на дрва. Второ, машиновоѓа е задатак да гледа назад и напред. Назад треба да гледа дали возот му е комплет. Позади тамо на вагонот стои еден црвен сигнал.
тој сигнал обавезно мора да го носи и дење и ноќе. Кога го гледа тој сигнал, рече, возот е комплет. А исто и ложачот треба да варди дали возот му е комплет, да гледа напред или и назад. И ложач едноставно задат него со лопата да фрла ќумур, да не изгуби пареја. Оти ако изгуби пареја, ќе се намали брзина на возот. Друго имаме да кажеме, овој воз работел од 1915 година, а завршава 1966 година. Многу бил во Западна Македонија цар на овој воз. Овој воз поставен на прво, како што рековме, од градско према Плетвар Битола. Во тогашно време стручњаците, инженерите, бугарите и германците немале други патишти, единиот стар пат бил Вија Игнација, што го врзил Битола, Охрид и Елбасан, Албанија, излегување во Средоземно море. Овој локомотив е донесено од Германија со сообраќај, морски сообраќај во Скопје, и во Скопје почна линијата да ја поправат. Линијата која почна да го поправат со голема интересирање и највише се задржали во село Попоец. Тука треба да се качи ова линија околу 35 промила нагоре, па да излезе во пресека. Тука германците и бугарите направиле на скица, како најуспешна скица било од овој бугариве. Пребидејќи германците прав угора мисли негде, али тука треба да се направи една осмица, треба една кривина долга, близо до Иванчиша, и да се врати во хоризонтала. И постепено да влезе во сред село Кленовец и да испане во пресека. После од пресека натака предржувава линијата према Сливово и тамо ги фаќа сите села, како Годивје и Врбјани и натака. Од село Врбјани, од село Сливово предржава надоле према Арбиново. Во Арбиново тука има и фабрика за тули, тука се товари, се истоварија во тоа време, и предржава према Издеглавје, низ планина Голјак, влага во село Издеглавје, од Издеглавје напушта станица Издеглавје, иде према Песочани. Од Песочани иде према желничка станица Ново село, од Ново село иде према станицата Ботун. Од станицата Ботун предржава према Мешеиште. До Мешеиште овој бугарите и германците го направиле, од тука ги затекна Првата светска војна во 1918 година. И после пробије на Солунски фронт со сојузниците беа ови енглезите, французите и србите со јака сила го пробиле Солунски фронт во 15 септември 1918 година, и ова пруга падна на србите на чело на кралј Петар со седиште во Мешеиште Охридско. Кога падна на кралевина овој вовше, тога е недоправена пруга, брзо по интервенција на Белградска, во Белград било дирекција, со седиште Охрид и Мешеиште. И тоа се формирале секции и шефови на одржавање на пруга. Во тоа време желничарите немале плати, работеле ден и ноќ, македонски желничари, и дошол некој надзорник нагол од Чекословачка, многу се интересира за работници, оти работниците им беа многу добри и многу работници добри. Прајќи пругата во Подмолје, набијат шинови прагови, дојде Јосиф Туцовиќ како инженер во таа пруга. Работите, реше момци. И пазите, реше, како работите. Му одговори Агол, рече, работат. Сиромашни луѓе работат добро. По ниски плати, по многу сатови, по 2-3 месеци не биле плата, дојде до генерален штрајк. Генерален штрајк беше 1920 во 15 април. Потоа, како се добиле генерален штрајк, поше јака сметка да водат жандармарија
на тогашна Југославија во Србите. Дојде до гласање. Кога дојде до гласање, сите женичари што беа, све гласеле за комунистичката кутија. Оти имале 3 кутии. Кутија радикалите, кутија на кралот. На кралска кутија добие 5 гласа, радикалите 50, комунистичка партија 473 гласа. Тога стана голем бунт. Воја Туцови дојде, вие сте комунисти, сите ги избрка женичарите кои бе македонци. И кои заминале во странство, некои во Јужна Америка, кои заминале во Романија. Тие што останале, јале ќотек, беа затворени, беа казнени, парични и беа осудени во затвор во Мешеиште, Охридско. Од Кичево тргаше возот према селата. Првото село го фаќаше Црвисци, а сеја се викат Гара. Во тоа време Гара се вика по бугарски станица. Оти бугарите во тоа време го ставале ово име. Од станица Црвисци влага према мостот го мине, околу 50 метра, тука сите реки Туински, Јагол Долен, се сите реки тука се мешат и продолжава према Премечка рампа. Тука имаше станица Премечка рампа, каде се патниците се качуваат и слагат. Од тука продолжава преку Свети Николе. Имаше една станица, се викаше Свети Николе за укрштај на возови. Го напушта Свети Николе, иде, влага во густата шума, го менја правецот и влага во селото Србица. Во селото Србица има резервоар за земање вода. Тука околу пола сат овој вовше земат вода и го чисти ложачот, котелот и се задржава тука околу пола сат. И натака предржуваат према Маркова кула. Го обиколуваат Маркова кула, влага низ голи предели планински и иде према мојот село Туин. Влага низ густата шума, го менја правецот чак на југ, чак на запад и стасуваат во село Туин Кичевско. Во село Туин Кичевско исто и тука не се задржува многу, ама и тука земат вода и продолжава према македонското село и албанско, во сред село влагат и иде сега према турските гробишти, го минат турските гробишта, влага низ Троевски ливади и иде до станица Мицкоски. Го напушта станицата Мицкоски, тука не беше некој голема станица, беше за укрштај на возови и продолжава сега према Доленечка рампа. Во Доленечка рампа тука ги фаќат сите села, Попојани, Јагол Доленци и други, и тука се качат патници, слагат патници и продолжаваат према една спирка, како станица се викаше Тане Салески. Тука селото ги фаќат прападишта, тука се качуваат, тука слагат и го напуштат станица Тане Салески и продолжаваат према станица Бериково. Во станица Бериково и тука е укрштај на возови, имат шеф на станицава и од го напушта Бериково, продолжава према Букојчани. Во станица Букојчани исто и тука се качуваат патници и заменуваат како главна станица го рачуниле во Буковик. Во Буковик тука се менјат возното особле и кошничарите и машиновозачите, прибидејќи идеат тука на два дела. Кичевските возови иделе до Буковик, гостиварците возови иделе и се разменат во станица Буковик. И возниот персонал се менјат и машинско особле. И после тие се враќаат назад пак за Кичево, а другите го земат, го прифатат робата што има и продолжаваат за Гостивар, од Гостивар скопските локомотиви доваѓаат и така и до Ланчоно. Во овој вагони во тоа време имаше 5 вакви вагони што влечеше локомотива, а уште се додаваше еден вагон, летен вагон покриен и во ваков воз смее да седат патници до 25 патника. 20 патника може да стои стојки, ама не било дозволено. Второ, кај што стоим овде во овој
кошници. Ови се кошници за кошење на возот према наредбата на машиновоѓата. Овде не смеат никој да седи, патник, прибидејќи ови класи седат на валси. Едно испаѓа од колосек, ови се гмечат и патниките гинат. Како ја што знам, многу патници има гинати. И овде биле строго забрането само кошничарите. Кошничарите го кочат и тој вагон, и ова, и тамо имат два скредничари. Према потреба и кондукторот треба да кочи. Обавезно кондуктор имаше на овој патнички возови. А имаше и полицајац за службено патување. И поштата се носеше со овој воз. Секој поштар во сите станици го чекат поштата. А полиција мора да стоите ради ред и мир, да нема некој гужба и таква работа. Возоводителот што одговара за овој воз исто седеше кај првиот вагон во прва класа кај полицајацот. Возоводителот имаше задак да им пише на возното особле колку време ќе се задржат на пруга, дали е расипан некоја класа, да остават, да земат и предржуваат работното време, сето водише сметка. И кај да остават вагони, кај да земат. Во тоа време, 1957 година, ја дојдов од Југославенска народна армија како првак на атлетиката, на долги и на кратки стази, првак во областно дивизиско такмичење, армиско такмичење во Валево, а служи војска во Ајдовчина, Словенско приморје. И имав мерак да трчам со овој мали воз, пребидејќи трчав на многу кросови низ Кичево, низ Битола, низ Охрид, како првак. И отидов кај желничка станица во Кичево, го прашав колку е возно време до моје село. Моје село од Кичево има 16 километри. Саат, каже, и 40 минути. Зашто прашаш? Има мерак како да трчам со овој воз. Бе, реков, ти ќе трчаш. Реков, ќе пробаме, ќе видиме, реков. Кога ќе тргне, рече за 15 минути. Беше патнички воз. А имаше Зоран едини, само тој сликар со бициклет, реков, плаќам што требет, да ме чекаш горе, реков. А ја рече, ќе одам по линијата. И возот го чека, одам ја по линијата, возот, еве, иде, чака, и се пуштив да трчам со возот. И голем отпор ми даде. И беше права линијата до гарата, што викаме ние. Од тука ја го чекам возот да се размине. Оти патот го пресечеше. Ја сега трчам према Осломе, према термоцентрала Осломе и се гледаме равно со возот, карши што викаме. И тој влага сега Свети Николе, тамо имаше станица, што требаше некој патник да се симне, и пак кој ме равно. Тој влага во Србица. Во Србица земаат вода околу пола сат. Ја тоа време излегов од Србица према моје село Туин. Ама ја гледам возното време ја. Ако се расипа, нека се расипа сега. И кога дојде во Туин, ја дојдов сат и 20 минути. Околу 20 минути го чекам возот. Еве га и фотографијата во тоа време. И со овој трки, требаше да се примам на мали воз као ложач. Оти ми беше јасно све, овој вовше, било ложач, било кошничар, и беше Дејановски Мирко, шеф на возовите овде во Кичево, и ми рече, овој ќе се кине за 5-6 години, рече, ќе останеш на улица. Па имаме желнички клуб во спортско друштво во Скопје, желничко спортско друштво работнички. И ја отидов во тој спорт и се пријавив и ми вршеа проба. Тука беше Зоран Микајловски, бивши новинар, најдобар тркач од Битола, живи сега во Скопје. Мемо Сулеманов од Велес, маратонац, Љубиша Тербојски, првак на Македонија. И ја ми вршиле проба од каде што е сега радио телевизија Сител, покрај Вардар, Ѓорче Петров и назад, и дојдевме во група. Рече, ала, тие, рече, мали, каже, добар си бил, те останаваш овде. Ќе те примеме, рече, во Југославенска државна железница. И ме примеле во Југославенска државна железница, кај што имав мерак. По победа во Битола трофеј за желничко спортско друштво и одма се отвори една сообраќајна желничка школа. 2 години завршив и станав сообраќајац црвен капа за примач и пуштење на возови, издавање карти, имаше возови према Гевгелија. 20 години кусур бев само во Градско. Градско беше најмодерна желничка станица по светските војни. Во Втората светска војна тоа е рушен до темел, али ипак добрата се. Многу пати го читам, има тука плакета како е воз тргале од Градско за Битола. Овој воз многу служил и многу возови иделе во
ослободување на Југославија на чело со другар Тито, кога Комунистичка партија стана овој воз сјано и добро и сите патници се качат и многу патници иделе. За работеле во тоа време Белград. Овој остане голем успемен, секој кој доваѓа и странци и други го гледат и се интересирам ја, треба да го дотераме, да го фарбаме, да го надиме и овој да не пропадне. Оти овој воз им треба и на сите луѓе во Македонија што служил, што јале леп желничарите. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова 50-то издание на емисијата Акцент. Ова лето ние ќе направиме и мала летна пауза, а со нови содржини се гледаме веќе од септември. До тогаш, довидување.